Почитувани гледачи, добро вечер. Над 500 македонски судии вчера ги избираа своите нови представници во судскиот совет. Се избираа 5 судии, 3 од апелационите подрачја, еден член на судскиот совет од редот на малцинската листа и еден од Врховниот суд. Треба да се пополни и 6-то место на член во судскиот совет. Меѓутоа, тоа место треба да го предложи председателот на државата од редот на заедниците, а да го избере собранието. Според Уставот, судскиот совет е дефиниран како самостоен и независен орган. Советот ја обезбедува и гарантира независноста и самостојноста на судската власт. Но колку судскиот совет ја остварува оваа функција? Што ќе донесе новиот судски совет? Дали нешто ново ќе донесат реформите? За сите овие прашања, но и за многу други, ќе разговараме со моите вечерашни гости. Од мојата десна страна, првиот човек на судскиот совет, судијата Зоран Караџовски, апелационен судија од Битола, и од мојата, добро вечер, лева страна, основниот судија Антоанета Димовска, долгогодишен искусен судија, која што работи во Основниот суд Скопје 2 или Граѓанскиот суд. Добро вечер. Добро вечер. Но добре дојдовте во Еден ТВ. За прв пат доаѓате во нашата телевизија, но пред да продолжиме со разговорот, јас ќе ја замолам режијата да ни пушти еден прилог од колешката Искра Опатчевска. Киро Здравев, Гордана Спиревска, Зоран Теофиловски, Лорета Ѓоргиева и Мирса Цурој се новите 5 членови на судскиот совет, изгласани од редот на судиите на вчера одржаните избори низ Македонија. Здравев е судија кој на местото член на советот доаѓа како избор од Врховниот суд. Гордана Спиревска, позната во јавноста по тоа што на бизнисменот Сеат Кочан му определи мерка притвор, е судика во Кривичниот суд Скопје 1 и е избрана како член на судскиот совет од Скопското апелациско подрачје. За член на судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите од апелациското подрачје Штип е избрана судиката Лорета Ѓоргиева од Основниот суд Струмица. Судиката Ѓоргиева е сопруга на директорот на Струмичкото комунално предпријатие и десна рака на Зоран Заев во времето кога тој беше градоначалник на Струмица. Од апелациското подрачје гостивар избран зето за сестра на досегашната членка и поранешна председателка на судскиот совет Александра Зафировска. За член на судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите припадници на сите заедници кои не се мнозинство во земјава е избран судијата Мирса Цурој. На вчерашните избори беа пријавени 18 кандидати, од кои од редот на судиите беа избрани 5. Шестиот член на судскиот совет треба да го избере собранието на предлог на Собраниската комисија за избори и именувања. Судскиот совет е тело кое меѓу другото избира и разрешува судии и ја оценува нивната работа. Врз основа на тоа судиите може да напредуваат или да назадуваат во својата кариера. Министерката за правда Рената Десковска вчера изјави дека со измените на Законот за судски совет се воведува механизам за одговорноста на членовите на ова судско тело. По 6 години во советот, мандатот им завршува на Јелица Крстевска, судија од Врховниот суд, Мери Дика Георгиевска и Владко Самарџиски, судии на Скопскиот апелациски суд, на Александра Зафировска, судија на Основниот суд од Тетово, Мирјанка Гоцевска Стефановска, судија од апелацискиот суд во Штип и на Беким Реджепи, избран од Собранието на Република Македонија. Судскиот совет е составен од 15 членови. 8 членови избираат самите судии, министерот за правда и председателот на Врховниот суд се членови по функција, 3 ги бира Собранието, а 2 ги предлага председателот, а ги бира повторно Собранието. Погледнавме прилогот, ќе почнам од вас, господине Караџовски. Како го коментирате изборот? И дали може да помине еден избор без сомнежи и без коментари за блискост со една или друга владеачка партија? Ги слушнав коментарите на вашата новинарка. Најпрво морам да кажам дека ме радува фактот што немаше никакви забелешки, нерегуларности во текот на вчерашниот изборен ден. Изборната комисија составена од 3 члена на судскиот совет со помош на избирачките одбори во секој суд ја спроведува целосно постапката, како што ме информира
никакви забелешки немаше. Гласањето се одвиваше во најнормален ред и оние што ги добија мнозинството гласови, секој за своето подрачје, во секој случај ќе бидат добре дојдени и се надевам дека како нова крв, нови судии, дека ќе придонесат во работата на Судскиот совет на Република Македонија и унапредување на состојбите во целото судство. Судија Димовска, дали натаму судиите треба да чекаат да добијат политички сигнал за некоја висока функција во судството или пак партиски амин од некоја партиско тефтерче за да бидат избрани за суди? Вие сте судија од 98 година. 96-та. 96-та, чинам. Се уште сте во основниот суд. Колку што ме држи сеќавањето за време на изборот во ноември минатата година, бурно реагиравте и упативте отворено писмо во тоа време и до Судскиот совет и до Сдруженијето на судии, каде што до предизвестно време бевте и подпредседател. Како е можно еден судија со толкаво искуство, вие сте и магистар по право, предавач на универзитет, да не исполнува критериуми за унапредување на повисока функција во судството? Имате ли објаснување за тоа? А потоа ќе го прашам истото и председателот на Судскиот совет. Немам, меѓутоа, кога ќе кажам немам, не значи дека во позадината не знам. Одговорот ќе ви го дадам со еден пластичен пример. Пред едно 6 години или 7, кога се јавив на еден од конкурсите за судија во апелационен суд, бидејќи веќе имав комплетирано документи од претходниот конкурс, требаше само да поднесам пријава затоа што лекарското уверение се уште имаше важност. И се јавив во Судскиот совет, рекоа судија донесете ја само пријавата, ние ќе комплетираме. И отидов во архивата, ја носам пријавата и сега им кажувам бројот на конкурсот на кој сум се јавила и ги бараат документите и викаат ги нема. И чекам. После известно време еден од вработените ги најде во конкурсот пред 2 конкурса. И тогаш ми стана јасно дека мојата документација не била ни здружена со пријавата, затоа што воопшто не сум била во игра и го доживав многу болно, затоа што, знаете што, вие од старт сте елиминиран, дека воопшто ќе бидете земени во предвид. Значи се комплетираат документите, јас така си го претолкував, тоа што не можев поинаку да го претолкувам, дека се комплетираат документите само на тие што однапред ќе бидат избрани. И она што е најболно исто за секој, што јас не сум единствениот пример, има многу примери како мене. Суди кои што се квалитетни, кои работат многу години, кои јас многу ги почитувам, од кои сум учела. Впрочем, судијата Зора Треневска избра во апелационен суд година и пол пред пензионирање, заслужуваше да биде избрана пред 15 години или 20. Значи, не сум јас единствениот пример. Кога вие поднесувате пријава и сте цел живот во судството, јас сум од 88 година и никој не ви го спомнува името на една седница, да каже нешто, тогаш едноставно губите волја, дури да ги однесете документите. Јас последните 6 години исклучиво во пошта ги праќам. Реков дека нема да одам. Каков е вашиот коментар, председателе? Ова што го наведе колешката за пред 6-7 години, како што рече, се сомневам дека било така, еве да прифатам дека било така, меѓутоа јас откако сум во Судскиот совет, особено откако сум председател, значи 3 години се работи на сите нови процедури и со стандарди ги имаме сите сертификати. Најодговорно треба тврдам, откако сум јас председател на Судскиот совет, нешто ниту слично на ова што го спомна колешката не е можно да се случи. И на некој досието да не биде составено и да биде некој однапред елиминиран и така натаму. Сепак кажете ми, кој е главниот критериум за избор? Значи, Судскиот совет како колективно тело во моментот 14 членови имаат право на глас. Тоа законско решение, кое јас го почитувам до денес, а со кое што до крај и не се согласувам, од Законот за судовите,
директно и недвосмислено стои дека ќе биде избран оној судија кој има најголем број на водови и највисоки позитивни оценки и најголем број на бодови во однос на другите кандидати. Ама тоа не се случи пред една година, четврто рангираниот беше избран. Сакам да го кажам. Во целиот период од 2013 година, пред јас да дојдам и кога дојдов во Судскиот совет, тој принцип од самиот закон за судовите се почитуваше, се до изборот лани преклани ми се чини кога беше избиран председател на Основен суд Скопје 1 Скопје, кога јас не мислам, туку тврдам дека за прв пат не беше избран првиот на ранглистата. Тогаш јавно неколку члена на Судскиот совет образложија дека право на членовите е да избираат, а не да именуваат оно што е прав. Моето и на колегиуми и јавно го кажав дека не е добро и дека недовербата ќе се зголеми во нашето работење ако на иста законска основа ние менуваме принцип. Значи, ние директно го сменивме очигледно мнозинството на членове, за да бидам јасен за гледачите, значи мнозинството на членови го сменија принципот така што со сила никој никого не може да натера, индивидуално право е секој да оцени за кој ќе го даде или нема да го даде гласот. Ранг листата јас оставуваме врз основа на закон за судовите, деловникот за работа и по таа ранг листа по редослед се гласа оној кандидат што ќе добие потребното мнозинство, 2/3, и ако е за скопските судови и мнозинство од заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, тој ќе биде унапреден или ќе стане судија. Судија Димовска, колку е ова демотивирачки за вас судиите, затоа што еднаш се вели дека главен критериум е за избор и унапредување најголемиот број на бодови. Во друга ситуација и судијата вика дека тоа е прашање на одлука на мнозинството како ќе гласа. Видете, јас... Дали вам ви е јасно што е, или имате објаснување, што е главниот критериум за напредување? Затоа што очигледно 20 и неколку години не се доволни за да одите еден степен понатаму, повисоко. Очигледно дека не сакаме да ги погледнеме двата закони, законот за судови и законот за Судскиот совет. Точно е дека законот за судови во членот 46 вели посебни услови за избор на судија во апелационен суд може да биде избрано лице кој има работно искуство од најмалку 4 години, што по моето скромно мислење е премалку, бидејќи судија кој поминал 4 години во основен суд никако не би требало да напреден во апелационен суд, и кој во 2 редовни последователни оценувања има најголем број бодови. Меѓутоа, имаме за избор на судија во повисок суд, член 41 од Законот за Судски совет, кој вели Советот за судија воопшто ќе избере лице кој има највисоки стручни, професионални квалитети, кој ужива углед во вршењето на судиската функција, а врз основа на следниве критериуми: стручно знаење и специализација во струката и учество во континуирана обука, кој го чува угледот на судија. И каде е дефектот во тој член? Точно е дека тука немате критериуми. Не се вреднуваат. Не се вреднуваат овие критериуми воопшто. Сега, значи ако сака Судскиот совет, може и ова да го вреднува. Значи, Судскиот совет на еден избор велеше, ние стрикно ќе одиме, ќе ги избереме тие што имаат најмногу бодови, за потоа на изборот од ноември да се направи, не знам која комбинација на кои членови, затоа што тој избор го нарековте скандалозен и срамен. Скандалозен е затоа што ние не добивме образложение. Јас немам ништо против колегите. Едноставно, ако ви имате 50, 60 кандидати и јас се согласувам со председателот на Судскиот совет, тие не треба да бидат членови кои што само ќе добијат готова листа. Затоа што судијата е многу повеќе од човек кој што исполнува норма. Ние не сме на фабричка лента. Судијата пред се треба да ужива интегритет, углед, да биде чесен, да има знаење, се подразбира. Меѓутоа, тој критериум, јас не велам дека тие не се чесни што се избрани, меѓутоа, ако ставите на кантар нечии стаж, знаење, искуство и углед,
Па сега, и нечи исто стаж, знаење, углед. Ке се запрашате дали на тасот не превагнува искуството на едниот судија и искуството на другиот судија. Ние судиите го бараме само тоа. Седницата нека трае 5 дена. Секој судија заслужува неговото досие да биде отворено и да биде искоментирано што тој судија сработил за толку години и зошто заслужува да биде унапреден. Впечаток е председателе Караджовски дека постои некаков дефект во начинот на избор на суди, затоа што јас со години го следам изборот. Поминува низ два филтра. Прво од листата на предложени кандидати, мора да бе предложи некој од членовите. Не, тоа беше до 2013 година. Тоа беше дефектот во првиот извештај на Приве. Добро, и тоа го... Некој тој го соопшти тоа така, и знаеме кој го соопшти тоа така, така уште мисли тој судија. Не е битно. Значи, зошто сте толку критичен вие кон извештаите на Приве? Значи, не сум толку конкретно во конкретниот случај, не е точна информацијата што некој му е дал и тоа е напишано во извештајот. Затоа имаме и разговарано. Значи, до 2013 година беше така по предлог на еден член, па се гласа за предложениот кандидат за судија. Од 2013 година по ранг листа по број на бодови се гласа. Ви кажав од кој момент принципот се промени, нема различно толкување на закони, има различен став кај членовите на судски совет. Јас не именувам, јас избирам за кој сакам ќе гласам. Мислам пластично, директно и недвосмислено да кажам, бидејќи беше јавно кажано дека имаме право ние да гласаме за тој што сметаме дека е најдобар од целата ранг листа. Не ли тоа отвара простор за лобирање, за договарање, па дури и за партиски влијанија? Значи отвора простор и сегашнава верзија на последнава верзија на измени на закон за судови е предвидено судскиот совет и дотука застанува судскиот совет прави ранг листа од 5 кандидати. Значи не сите пријавени од 5 кандидати. И од тие 5 кандидати понатаму нема излез, со подзаконски акт судскиот совет треба некако да одлучи дали ќе ги рангира или како, нема излезно решение во сегашнава одредба. Значи, како дали тогаш уште ќе навлезиме натаму во велите, значи ова покажува дека многу арбитрерност има при изборот. Значи за да биде онака, јас се согласувам со колешката. Значи јас сум реагирал. Како ќе ги мотивирате добрите судии за да сватат дека еве ако работат вредно, ако се посветени на професијата, дека некој ја цени, ја гледа нивната работа и тоа ќе биде ќе има проточност во судството. Ние сме судии со колешката и знаеме дека неправдата боли. И не се сомневам дека колешката, исто како јас, секојаш се обидува правично да пресуди. Меѓутоа прашањето е, иако секојаш по закон се е пресудено, дали секојаш е задоволена правдата е друго прашање. Значи така и во конкретниот случај. И јас ниту на прв пат сум избран за основен судија, ниту за апелационен судија. Биле избрани кандидати пред мене, друго е моето размислување, не сум реагирал така бурно како колешката. Добра, ама вие бевте избрани после 5 години. Значи во ред, не сум во повисок степен. 2008, кога беше? 2007-2008, прв пат сте избрани, после 5 години во апелационен суд, по само една година од она што можам да го прочитам од вашата биографија, вие сте избрани во судски совет. Значи не можете да го доживеете на гневот на останатите судии кои што со години. Јас тој гнев и мојот живот го доживеав до 2008, од денот на дипломирање додека станав судија, е прашање како преживеав до моментот кога станав судија. Значи и тоа не се прашуваме, дали јас не сметам дека сум заслужил јас да станам судија во 1996 на пример или во 2000-та, зашто сум станал во 2008 и кој се станал во, значи можам и со да одговорам зошто некој станал судија и јас не сум станал порано судија. Значи тоа е хипотетско прашање. Зошто не сте биле по волја на тогашната во тоа време владеачка гарнитура? Значи тоа е, јас не велам дека е на владеачка гарнитура. Моето прво вработување, ако така одиме, моето прво вработување е од една гарнитура на власт,
А судија сум станал од која била друга гарнитура на власт. Не, меѓутоа по тонот на ова што го кажувате, значи јас велам лично изгледате дека неправедност е била. Значи лично сум сметал дека многу порано пред 2008 требало да станам судија или обвинител, не сум станал. Јас не сум забележал не сум реагирал. Тоа е така и сум го прифатил како факт. Судија Димовска, колку е тешко во македонски услови да се биде судија без поддршка од една или друга партија? Дали мислите како судија да работите? Да. Не. Мислам, знаете што? Не, како судија можеби не, меѓутоа за напредување во кариера. Тешко е. Тешко е, тоа сите го знаеме. Ние сега можеме да кажуваме, нели, законот вака, бодирање така, меѓутоа сите знаеме дека треба да имаш поддршка, дека поддршка конкретна во Советот, а од каде доаѓа од страна, јас не знам, навистина, ниту сум дошла до таков вид поддршка, ниту сакам да додам до таков вид поддршка. За жал, исто сакам да кажам дека колеги кои напредувале им лепеле етикети, што исто не се согласувам, затоа што има колеги кои навистина заслужиле и се унапредени. Јас тука не можам ништо. И знаете, никогаш судиите не реагираат кога ќе се направи избор на судија кој навистина заслужува. Да бидеме реални. Не можат сите судии да бидат унапредени. Многу од нас судиите ќе завршат како судии во прв степен. И тоа е во ред. Судија е судија. Меѓутоа, кога самиот избор очигледно дека има некои недостатоци, сите реагираат. Јас ќе се навратам. Не се работи дали е некоја реакција бурна или не. Се работи дека мора да се реагира. Судиите се, судството е власт, судиите се интелектуалци и луѓе со интегритет. Ако ние не можеме да се избориме за своите права, како граѓаните ќе ни веруваат дека ние во нашите одлуки ќе се избориме за да ги остварат своите права? Јас, тоа што го кажав, го мислат 90% од судиите. И вие тоа го знаете. Само јас го кажав гласно. Го кажав во името на сите. Не дека јас кажав нешто различно тоа колегите што мислат. Јас немам забелешка, ниту тогаш имав, значи не јас не реагирав, некој реагира, зашто видете, имаат право да сите имаме право да реагираме, тоа е демократија. Нешто може да ми се допаѓа, нешто може да не ми се допаѓа. Но судија кој што работи повеќе од 15 години во прв степен и се јавува, има докажани квалитети, би требало да се земе досието на тој судија и да се разгледа сериозно, да се види зошто тој судија досега не е унапреден. Во разговор со само тоа се бави. Да, веќе пензионирани судии и обвинители, велат порано имаше исклучоци, а сега тоа е веќе правило и исто така тврда дека порано се знаело. Еве вака по нивното кажување и сведочење, велат дека точно знаеле во нивниот суд кој треба да оди прв и да се јави на огласот. И дури тврдат, ние помладите судии не сме се ни осмелувале да се јавиме на огласот, затоа што сме знаеле дека пред нас има квалитетни судии или обвинители на кои што им е редот да бидат унапредени. Сега веќе овие принципи се комплетно нарушени и го нема тоа. Значи така е, тоа се неформални принципи. Меѓутоа пак велам и ова што се нуди како законско решение. Многу важни принципи, значи, важни принципи, тоа е како секојдневно однесување прифатено, меѓутоа како тоа е еден друг систем за кој ако елаборираме ќе дојдеме до некои други резултати. Не би навлегувал во поранешниот систем како било или што било, секогаш идеализираме за нешто што било порано. Знаеме дека и тогаш комитетот многу беше битна алка за периодот на социјализмот, зборуваме да не одиме пред 200 години. Сега да не одиме тоа, меѓутоа поразително е судството во социјализмот да било многу поквалитетно и подобро не се согласувам дека било. Јас не се согласувам. Не знам колешката што размислува. Јас не се согласувам дека тогаш било поквалитетно. Јас и како судија во периодот имам земено и пресуди и начин на работење на судовите во тој период. Еве како го оценувате вие судството, квалитетот на судството? Навлезиме длабински да видиме како се работело и колку се работело, немало норми и така натаму.
ќе дојдеме до прашање дали во 75-та година биле поквалитетни судиите, јас не се согласувам. Значи, јас сум во СУД од 88 година, почнав како волонтер. После година и пол се вработив и тоа имаше акција за вработување, јас влегов со акцијата. И се согласувам во еден дел со господинот Караджовски, не биле секогаш сите судии квалитетни. Секогаш имало и поквалитетни и понеквалитетни судии. Меѓутоа, норма секогаш имало, ориентациона норма секогаш имало и тоа прашање треба да се допре. Како може нешто што е ориентационен број, потоа да стане фиксен критериум, што е исто многу дискутабилно. Мислам дека господин Караджовски ќе се согласи дека нив тоа исто им задава главоболка. Знаете што? Никој не треба да идеализира. Секогаш имало и подобри суди, и поквалитетни и понеквалитетни суди. Ова што вие го кажувате точно е, затоа што јас во 96-та година бев избрана за судија во Основен суд. После 8 години, кога почувствував дека нели веќе имам некое доволно акумулирано знаење, јас се јавив на конкурс, но само за да чујат дека јас веќе се чувствувам сигурна. Меѓутоа пред мене беа судиите Олга Ангелова, Јасмина Јованов, судијата Шопова. Мене на крај на памет не баѓаше дека или судијата Зора Теренецка, која се спомена, воопшто не очекував. Кога ги бираа нив, ние само одевме едноставно да им честитаме и знаевме дека така треба да биде, дека тоа е тоа. Знаете, и тука поминува изборот, ние одиме да честитаме, продолжуваме понатака затоа што така треба да биде. Јас повторно ќе кажам, не значи дека ако некој има 20-30 години стаж дека е квалитетен, апсолутно. Само по себе да знаеме. Број што се пензионирале, вие најдобро знаете, ги гледате и нашите резултати. И сега јас не можам да идеализирам, сега сите не имаме стаж, па ајде сега сите нас треба да направите. Сите врвни не се во ни една професија. Апсолутно. И не значи дека ако е некој помлад судија, не треба, има исклучителни капацитети. Па дајте ќе го поттикнеме се. За добри суди. Зборуваме за добри суди кои што треба да донесат нов квалитет во судството и кои што треба да придонесат во правораздавањето. Така е. Мора, ако сакаме да оставиме на поколенијата млади суди, некој кој ќе ги учи. И само јас би сакала да прашам господине Караджовски, што се случи 2016 година при изборот на судиите од Академија? Јас бев ментор на една од судиите. Го прекршивте законот. Првиот кандидат имаше право на избор, првиот што е на листата, тоа беа 4 кандидати. Првиот кандидат, таа бе, мислам дека има магистер по кривично, сакаше да работи кривично и по закон имаше право да избира. Го избра кривичниот суд, не ја избравте во граѓански, а кандидатката која сакаше во граѓански беше избрана во кривичен. Зошто тоа се направи? Останува голема енигма. Не можам да кажам, колешката што избравме во граѓанскиот суд, супер се снаоѓа и работи и се. Меѓутоа, зошто кога имам еден кандидат кој вложил труд, бил прв на ранг листата и бил стимулиран токму затоа што ќе може да бира, таа не одбра. Дали се сеќавате на тој избор? Не знам дали било така, меѓутоа по тој нели имаше некои измени на законот, во ранг листите немаше желби дали има. Не, имаше право на избор првиот. На кој? Значи, тоа право не треба да се изрази. Јас знам дека сите кандидати беа избрани. Значи не можам точно сега на конкретна ситуација ќе проверам да видам. Добро, сега тама работа нема да ве. Ако не се сеќавате, не можеме да инсистираме, да. Знам дека сите и ни недостасува дека сите кандидати веднаш прва шанса се избираат. Меѓутоа првиот кандидат имаше право на избор и беше очекувано дека ќе се почитува незиното право на избор, бидејќи е загарантирано со закон, тоа не се испочитува. Значи останува дополнително да одговорам на прашање и самиот да видам. Па нормално, се не може да се да продолжиме со дебатата. Јас ќе замолам мало време за реклами, па ќе се вратиме повторно. Искористете го неверојатниот празничен бонус од 16.000 денари и одберете го вашиот 4K Samsung телевизор со Blue Air прочистувач за воздух по одлична цена. Изберете го најдоброто за вашето семејство и споделувајте ги празничните моменти. Сега со 15 гигабајти мобилен интернет. Плюс, искористете го неверојатниот празничен бонус од 16.000 денари и одберете го вашиот нов Philips 4K Android телевизор или овој 49-инчен 4K LG телевизор по одлична цена.
Само за вас, од 10 до 23 декември, купувајте со Поен Плюс картичката на Тинекс и добијте 3 пати повеќе. Мајонез Полимарк 650 мл, 79 денари, плюс 100 поени. Паста за заби Colgate 100 мл, плюс подарок паста за заби 50 мл, 87 денари, плюс 100 поени. Детергент за алишта Ariel 8 кг, 699 денари, плюс 500 поени на вашата Поен Плюс картичка. Една картичка без број привилегии. Мој Тинекс клуб. Не е се во парите, но некогаш на вистина ти се потребни повеќе. Аплицирајте за брз кредит од М-кеш онлайн и по телефон. А од сега и со кеш на рака во продавниците за пари во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Куманово. Брзо одобрување само со лична карта, без камата и трошоци за првиот кредит до 12.000 денари. М-кеш, првите онлайн кредити. Од сега и со свеж кеш на рака низ цела Македонија. Со празничниот бонус од 8.000 денари, одберете го вашиот нов Samsung смартфон по супер цена. Продолжуваме со дебатата. Ќе станеме правна држава која ќе не заборават на судовите. Ај така. Сега сте во фокусот. Господине Караджевски, годинава што изминува беше означена како клучна година за реформи во судството и во тој дел многу важна улога има и судскиот совет. Две прашања во овој дел. Зошто нема доверба во судскиот совет? А од друга страна, зошто толку бавно одат промените во судството? Каде што и вие како орган секако имате влијание и улога. Реформите во судството знаеме дека се делот на политиката во рацете на извршната власт, која ќе подготви соодветни решенија да ги понуди на парламентот да ги гласа законите. Јас лично не сум задоволен од нашата инволвираност во изготвувањето на законските решенија. Иако во работна група има 20 членови на судскиот совет, не беа од наша страна делегирани во таа работна група. Како не беа наметнати беа тие членови? Значи, со одлука на министерот, тие 20 членови ќе бидат во работна група. Не се делегирани од наша страна, значи и во голем дел од работни групи, особено од претходниот министер. Меѓутоа претпоставувам дека се кооперативни, дека вашите ставови ги пренесуваат таму. Може да не бидат, бидејќи се со одлука на друг орган, на министер, може слободно тие да не соопштуваат што работеле на работна група, така. А за други работи имаме коректен однос каде што бара министерот, например за управно судство за реформите, ве молиме 20 членови на судски совет за реформи во управно судство, ние номинираме 20 членови, тогаш се од нас номинирани. Воспротивно, кога и за други решенија и за стратегија за реформи во правосудство од претходниот министер, тие што беа повикани од судскиот совет, ние не знаевме кои се повикани, немаше член на судски совет и така. Забелешката е друга што многу, не знам зошто, премногу од последната, значи две измени, декември 2017 и мај 2018 две измени на закон за судски совет имаше и од тоаш до сега не го изброив точно, 3, 4 или 5 измени се, меѓу кои и еден целосно нов закон беше насловен, така што се случи една многу интересна, да не речем апсурдна ситуација на дебата во, мислам, во четвртокот беше. Ние разговаравме за еден закон за измени и дополнување на закон за судски совет, а во моментот имаше нова верзија. И за жал имаше представници од Министерство за правда на таа дебата и тие не соопштија дека ова верзија која што ја дебатираме и се расправаме за одредени решенија дека веќе не важи. Значи во текот на дебатата, до крајот на дебатата стигна во судски совет и утрото веќе ние гледавме дека има нова верзија со добар дел различни решенија. Значи тоа не е во ред така да оди и сега мислам дека таа влезе во процедура во владина процедура. Така зборуваме конкретно. Значи веќе и самите и ние сите и судиите и членови на судски совет
се буниме затоа што во секоја нова верзија по нешто се менува и не знаеме кој е конечното решение. Значи, во едно решение предвидено е дека вработените во судскиот совет ќе бидат судски службеници по закон за судска служба, во следното повторно се враќаат административни службеници, така што сега имам јас голема оправдана реакција од вработените административни работници во судскиот совет. Да, ви објавија синдикатот на УПОС и своевидна војна. Друго сакав да ве прашам. Дали сте свесни за впечатокот и на јавноста, меѓутоа и на голем дел од судството, која што ве доживува вас од судскиот совет како главен кочничар на реформите? Бидејќи судскиот совет треба да биде ефективна пречка од влијание, а во изминатиот период представуваше канал преку кој се остварува влијание. Значи, многу претпоставки за тоа да биде така не се на маса, не постојат и тоа е проблем. Значи, во Уставот на Република Македонија во првите членови стои дека Република Македонија е социјална држава, па прашање колку е социјална. Така. Значи, за да може да биде гарант на независноста на судството и ефективно да ги остварува правата и да се бори со другите власти и со граѓаните, треба да има предпоставки. Значи, материјално-технички, финансиски, кадровски, опременост и така натаму, за да може да остварува функцијата која што му е доделена со устав и со закон, за да ја брани и да ја чува независноста на судиите. Значи, сите го велиме тоа и го повторуваме. Секој судија, ако не е чувар на својот интегритет и на независност, значи ниту судски совет, ниту никој не може да му го зачува во име јас на колешката, да го зачувам незиниот интегритет, ако таа се откажала од незиниот личен. Значи, пластично не се однесува на. Ако еден судија се откажал доброволно и е, значи, условно нечи слуга или работи по диктат, значи тоа не е ниту воопшто така да генерализираме. Огромниот процент на судии си ја работат својата работа, знаат дека треба да се почитува закон и устав, дека има повисоки судови и дека има надзор и контрола од судскиот совет. Меѓутоа, минимални се условите за работа кои што ги имаме и ние како судски совет и судовите. Државниот завод за, значи тука ќе поентирам, Државниот завод за ревизија ова година 4 месеци вршеше ревизија на работењето на судскиот совет и на судскиот буџетски совет. Да не речам, единствената забелешка беше на другите две власти. Со финансиските средства кои што се доделуваат на судството, се поставува прашањето дали може ефективно да се зачува, да се судскиот совет да ја зачува независноста и да биде запазена довербата на граѓаните во судството со ова што го добиваат судовите преку судскиот буџет. Вие се врзувате повеќе и акцентот го ставате на материјално-финансиските услови. Дали тоа беше пресудно за повеќе од една година, да речеме, да не можат да се заврши постапката за оценка на стручноста и совесноста на Кривичниот совет на Врховен суд, која што повеќе од една година не е завршена, за извештајот за АКМИС, за некои лоши кадровски решенија, за тоа што рековте дека нема зошто да се занимавате со тоа што беа посочени судии кои што се најдоа во посебен извештај за блискост со извршна власт. Затоа не беа потребни материјални услови. Од друга страна, не само констатирам за да ви кажам дека не се само материјалните услови, од друга страна, вие редовно наместо за работата на судскиот совет се занимававте со специјалното јавно обвинителство, со изборот на Љупчо Јовевски, па дури се доведовте во ситуација да мора да се оградите од сопствените ставови искажани на еден брифинг и да кажете јавно под притисок. Тоа беше конкретно кога ретериравте и буквално ви беше изнудено да излезете со соопштение дека тоа што сте го кажале на брифингот со новинарите биле лични ставови.
Тоа не се доволни докази кои што говорат за лошиот имидж на судскиот совет? Да, тоа беше соопштение на барање на членовите на судскиот совет, затоа што мнозинството не се согласуваа со тоа што го кажав јас на таа пресконференција. Јас и на тоа нема да повторам, стојам за тоа што сум го кажал во моје лично име. Значи, тие постапки за судиите што викате вие се од вие таму јануари. излегувавте во име на судскиот совет како председател на судскиот совет, значи, а не во лично име? Председателот го представува во јавноста судскиот совет. Во однос на Еве ќе ве прашам најдиректно. Сметате дека судиите имаат доверба во судскиот совет? Значи, треба нив да ги прашате. Јас Еве не ве знам. прашувам, судија Димовска. Го чувствувате ли судскиот совет како гарант на самостојноста и независноста на судството? Добро, треба да се Добро. открие каде е дефектот. Каде е дефектот? Вие знаете да кажете обично дека станува збор за лоша перцепција. Но дали е навистина лоша перцепција или недостаток на самокритика? Перцепцијата и повеќе што се анализира и се анкетира е довербата во судовите, во судиите, Добро. а не во судскиот совет. Значи и ова точно е од прилика. Тоа дали е пола-пола, не знам, дали има конечни крајно сега релевантни анкети и така натаму. Се Јас прават. значи и повеќе пати сум повторил, може да дебатираме, да разговараме каков формат на судски совет ни е потребен. Ако заклучиме дека не е потребен, да се вратиме или да одиме на поинаков избор, нека не постои како тоа. Значи, ако дојдеме до тој заклучок, како формат треба Заклучокот да е биде. дека не е во Македонија битен моделот, туку имплементацијата, затоа што Така, се пробавме во овие 20 Значи, години. во сите европски држави нема правило, сите имаат различен формат на функционирање на судски совети. Секоја земја како што смета дека е најдобро. Значи, не лежи се во законските одредби, туку во однесувањето и во кредибилитетот и интегритетот на секој човек. Сте се прашале ли зошто ниту јавноста, ниту судиите имаат доверба во судството и каде се причините, каде лежат причините? Значи, се прашувам, не знам до крај каде лежат. Веројатно и онаа борба, особено и преку Сдружение на суди и голем дел од судиите, залагањето за депрофесионализација на судскиот совет, во овој формат на овие законски решенија, јас се третирам како противник на тоа решение, дека ќе биде судскиот совет поблиску ако е депрофесионализиран, со што не се согласувам јас. Добро, во последново решение го нема тој предлог. Значи, ако зборуваме за реформи, треба да го оставиме настрана комплетно овој закон за судски совет и додиме со комплетни решенија и да ги земеме примерите од европските држави каде што е депрофесионализиран, не само хрватскиот модел, и португалскиот, литванскиот и така натаму, да ги земеме и да видиме зошто и како функционира како депрофесионализиран судски совет. Во нашата држава системот е се работа членовите на судскиот совет, не само представките, избор, разрешување се директно и директна работа членовите и на вакви законски решенија тоа не може да се случи. Судија Димовска, дали имавте можност да ги видите измените што ги предлага Министерството за правда и на Законот за судови и на судски совет, кои што, како што се најавите, во текот на оваа недела треба да влезат во собраниска процедура? Навистина, толку брзо се менува што јас немав време да ги погледнам. И се согласувам дека не се сите решенија добри и ние имавме, иначе јас не сум повеќе член на Сдруженијето на суди, меѓутоа апсолутно следам моите колеги што се членови и своите забелешки и кажувам и доколку се прифатливите исто така ги. Тоа што не сум член не значи дека нема да се вратам во Сдруженијето, тоа е нели лична одлука, но не се добри и повторно имаме некои половични решенија, значи дел од старите решенија се оставени, па дел нови, конкретно кај оценувањето на работата на судијата. Сега квалитетот има примат над квантитетот, што е добро. Подигнате 60 со 40. Да, меѓутоа, знаете што, повторно и тие 40%,
Тоа е ја влечат ориентационата, нешто што е ориентационен број, вие го претварате во фиксен број за кој утре ви зависи кариерата. Знаете како? Тоа е демотивирачки. Ако вие ние не чукаме клинци, решаваме човечки судбини. Ориентационата норма, јас не сум против ориентационата норма, но никако таа не може да биде релевантна за напредување на судијата. Затоа што мора да има некој број што судијата мора да го совлада. Затоа што по природата на човек не сме сите ние исти. Некој е побрз, некој е помрзелив. На бројката тука се влече Мора да има мора да има некоја бројка што судијата би требало да би требало да ја совлада. Али ако не ја совлада, тоа не значи дека треба да биде казнет за тоа што. Али него автоматски му следи казна бидејќи ако не ја совлада таа бројка. И замислете вие сега работите толку години и баш последниве две оценувања не сте заработиле, нели? По бодови толку и сега. Не казне да не разбери публиката различно, нема казните кој има помало, може да има помала, пониска оцена. Не, пониска оцена или помалку бодови, има ли условно казнет. Знаете што, има доста решенија. Би сакала да се навратам за она што го зборуваше господинот Караджовски. Материјално-техничките услови во судовите се лоши. Знаете, се воведе тонското снимање кој јас многу го поддржувам. Многу колеги се против, меѓутоа јас лично многу го поддржувам и мислам дека тоа многу го подобрува квалитетот на судењето и знаете што, меѓутоа како можете ако вие немате средства, најдобро знае господин Караджов, ние во моментов имаме опрема која е инсталирана и која не функционира и не може да се значи треба средства за да се замени и имаме суди кои што не можат да снимаат тонски затоа што едноставно судат во канцеларии. Недозволиво е вие на судијата да не му остварите технички услови. Замислете, дисциплинска повреда е ако судијата не носи тога. Првите тоги ги добивме во 96-та година и тие не се заменети, господине Караджовски, тие се предаваат од еден на друг. Мојата тоги веќе зошто? Ве кажете го примерот со вашиот суд, Основен суд Скопје 2, колку оваа година што се е направено? Оваа година многу се направи. Многу се направи оваа година. Меѓутоа, јас не знам, нели се одвојува 0,8 од буџетот? Толку треба. 0,34. А зошто? Ама зошто се согласуваме ние судиите да добиеме 0,34? Не се согласуваме ние, што да направиме? Едноставно, кога во јавноста се чуло дека ние судиите нас од буџетот извршната власт ни дава 0,34, ние нема да го прифатиме. Колку пати јас сум кажал. Може би треба погласно. Не, мораме да би буџетски совет, значи набарање на средства со буџетскиот циркула кај министерот за финансии. Јас велам за среќа, кога сум председател, едниот министер беше од минатата власт, потоа имавме техничка влада и сега од другата власт, идентичен е одговорот. Нема ова, нема она. Јас не отстапувам. Секој министер го крши законот за судски буџет, бидејќи во тој случај доколку не ги прифати сите наши барања, треба да подготви извештај на влада и да одговори зошто не ги доставува. Морам да кажам, тоа што се реализира не само во Основен суд Скопје 2, кај вас и во други судови, е благодарение на дел од разбирањето кое што сегашниот министер за финансии го имаше и за 1% ни даде повеќе средства од претходната година за капитални трошоци, така што и многу судови кај што прогиснува и така натаму, ние гаснеме пожари фактички. Но зошто ние не се буниме? Ние мораме да го бараме тоа 0,8%. Значи ние се буниме, вие како судија не може, затоа постои судскиот и судски. Али мораме да бидеме погласни, ние сме трета власт, ние мораме да бидеме погласни. Значи ние сме гласни и тоа. Значи на јавни дебати некои од експертите, значи она од Ракав, велат кога беше со стратегијата Павлова Данева. Ако не 2019-2020 година, владата ќе ги додели средствата од 0,8%. Никогаш нема да ги додели ниту една влада. Ама ние мораме да бараме, ние мораме да бидеме гласни. Значи треба да седниме партнерски, да дискутираме колку пари, нека бидат 0,5, да ги договориме за што ни се потребни. Во тоа влегуваат и пари за плати на суди и на судска служба, која што од 2012 не е променета, влегуваат и оние додатоци на плати
надоместоци кои што ги немаат судските службеници и не можат ниту да ги добијат. Ма впрочем тие не се во закон. Треба да се измени значи, закон. не се во закон, судиите се во закон, прв и единствен пат од 2012 сега. Добро, Караджовски, дали тоа е единствениот проблем? Еве хипотетички да имате 0,8 од БДП. Видите, не е единствено, дали голем проблем. Е голем проблем. Меѓутоа, како зборуваме за нешто друго, како да се отстранат, како да се направи судската власт поимуна од влијание на дворешни, од центри на моќ, од политички центри. Значи, тоа сега го нема. Ако се остварени сите предпоставки, тоа секогаш пак зависи од секој самиот. Особено е тешко, значи верувајте мене, значи сега не да свати јавноста. Поедноставно ми било како судија, бидејќи како судија се зависи или скоро се зависи од мене. Распоред на работа, судења, одлучување, водење на постапки, колку предмети ќе закажем. И судскиот совет е составен од 14 члена со еднакво право на глас, председателот е еден од еднаквите што ги представува пред јавноста, и судскиот буџетски совет од 11 члена исто е колективно тело. Значи, многу пати јас не се согласувам со ставовите искажени таму, меѓутоа треба да изгласаме со потребно мнозинство и таа и сите одлуки натаму јас да ги представам или да ги бранам пред јавноста или пред министри или пред другите власти. Судија Караджовски, самиот факт што речиси ниту еден од вашите колеги кои што имаа право на уште еден мандат не се пријави на огласот, зборува дека тие се свесни за лошиот имидж што го има целото ова тело, колективно или како и да е. Затоа што во разговор неформален со некој... Може да е дека е полесно да бидеш не знам, рекоа нешто друго. Во разговор неформален со некој од членовите, велат како суди имавме подобар углед, отколку како членови на судски совет. Значи, ако така рече, сами не се избориле со себе или со останатите членови? Вие сте задоволни од имиджот на судскиот совет, од сработеното? Преска не ми одговоривте, ве прашав. Само ова да го кажам за јавноста. Ако јас треба да бидам задоволен, значи прв пат, откако сум јас председател на судски совет, беа извршени здравствени прегледи на судиите, што е законска обврска. Тоа е точно. Значи, дали тоа треба како успех да го сметам јас? Ама тоа е елементарно, срамота е да зборуваме во точно е 2019 година. Но тогаш не се правеше. А судовите ги казнуваат сите други правни лица што немаат здравствени прегледи. Па дали не е срамота тоа? Значи, пак со акробатика обезбедивме средства и јас тоа минатата година која се реализираше, значи ќе се откажиме од други работи, ќе се пренаменат ако треба, бидејќи за таа намена не се даваат, заворени околности не се даваат. Значи за многу работи и реков барем тоа мора да го реализираме и значи тоа не го сметам како успех. Тоа е, еве да речам, срамота е да бидеш задоволен или да разговараме за тоа дали треба да се исполни на законска минимална обврска. Еве, начнавте една теза и ги спомнавме предходно УПОС. Синдикатот на УПОС бараше оставка од вас. Да, ако не можеш на магарето, на самарото диреј. Значи не знае да се обрати, не знам зашто не се обраќа каде што треба. Дека сте ги излажале, дека сте им ветиле во изминатиот период дека ќе има измени во Закон за судска служба, меѓутоа и по 3 години нема такво нешто. Значи измена во Закон за судска служба може да предложи Министерство за правда да донесе собранието на Република Македонија. Да, меѓутоа вие можете иницијатива да дадете. Ќе ви кажам 3 работи кратки. Во кога беше штрајкот во 2016 година, синдикатот на УПОС меѓу другото бараше од Министерството за правда да го промени работното време. Тоа е ингеренција на судскиот совет. При неодамнашната средба се согласив уште еднаш да се среднам со председателот на синдикатот на УПОС, иако реков нема се среќавам повеќе, јас му образложив како се формира плата на судски службеник. Ќе завршам со тоа, јас најдолг период од мојата работна правничка кариера бев приправник и стручен соработник и во раните 2000-те години, значи после еден што го имавме суверен, конкретниот председател на УПОС Пецо Груевски е втор вечен во оваа држава. Значи, немам проблем ако го гласаат тие што се членови на УПОС. Меѓутоа, јас во рани 2000-ти, бидејќи синдикатот на УПОС не ги остваруваше моите права, јас го напуштив синдикатот, излегов од синдикатот и не бев повеќе член на синдикатот. Јас најповеќе не се лутам на раководството на синдикатот.
Нека како сакат, нека ме сватат, особено на тие што ги нарекуваме стручни соработници, советници виши. Сите се на ранг на судии со положен, искусни се сите, зошто не ги видат законските одредби, да видат што треба да се измени, како синдикално да се организираат, да му помогнат на раководството на синдикатот, а не само од ракав да се изфрлаат работи, како тоа министерство да промени работно време. Зошто вие не поднесовте иницијатива, да кажеме, до Министерството Ние иницијатива уште во 2016 година, кога започна штрајкот, поднесовме иницијатива за, значи директно може да проверите за измена на законот за судска служба, додатоци исто како да имаат и судските службеници како јавно обвинителските службеници. Сега од министерката Рената Десковска е прифатено тоа барање, меѓутоа од незината последна средба се уште се работи, значи минатата недела се уште не беше изгледен од Министерство за правда, се работеше како измена на закон. Исто и за вработувањата, ветувањата беа дека ќе бидат април-мај и оваа измена за додатоци на судските службеници требаше се случи многу порано, меѓутоа уште не е случено и во последниот пакет сега што влегуваат не е таа измена. Значи јас и како председател на судски буџетски совет многу пати имало обиди, не знам дали ќе имало средства, меѓутоа за мир во куќа. Да, меѓутоа во јавноста беше отворена и аферата дека незаконски сте ги зголемиле платите на членовите на судскиот совет со тоа што сте предвиделе на доместоци од 35% како и судиите, значи, а за тоа немате право. Значи платите на зголемени на доместоци од 35%, тие се во законот за плати на судиите и за јавни обвинители, јавно обвинителски службеници. А точно е што го викате, меѓутоа тоа е законски, бидејќи регулирањето на платите и на доместоците на членови на работата на судскиот совет со друг закон е регулирано. Значи, тоа го Вашето место е во мирување судиство. За плати на членови на судскиот совет, каде што во членот 2 е регулирано за плати и на доместоци со подзаконски акти, тоа го регулира судскиот совет. Соодветен правилник постои и врз основа на тоа е тоа регулирано. Законска основа постои, затоа што отворено кажувам, реакцијата и од луѓе од надвор и од членовите беше дека каде ќе оди судството и каде ќе биде угледот на судскиот совет, кога ако се исплатат на доместоци на судиите, а не на членовите, тогаш судијата со најмал коефициент од најмалите судови би имал поголеми примања од членовите и од председателот на судскиот совет. Добро, ама од 15 членови 5 не се суди, туку се истакнати правници. Значи, а вие на ваков начин за сите членови. членови. За сите членови, закон за членови на судски совет. Стои од тука извира. Значи, велам и е соодветен правилник има, уште од тој период кога судскиот совет го правеше правилникот, го изготвуваше и од 2016 и 2017 за судиите. Сосема на крај, влегуваме во финалето, не ми одговоривте преска околу тоа зашто и по една година се уште нема разврска околу оценката на околу постапката што беше поведена за кривичниот совет на Врховен суд. Значи тоа вие го рековте, стално викам на новинарите така, бидејќи таа тајна постапка, има соодветна комисија. И јас и секојаш барам од нив во ред, значи кога и како се постапува, кои се причините, јас инсистирам кај нив како председател на судски совет што побрзо да завршат тие постапки. Знам дека се во завршна фаза, дали се завршени, значи не се завршени, доколку се завршени ќе има соодветен предлог, дали да се запре или да се како што е во законот да се поведе постапка. Мислам дека се при крај тие постапки, значи согласно законот. Не гледате дека тука има очигледно одолговлекување, бидејќи едно од решенијата во новите измени е токму тоа дека постапките треба во рок од 3 месеца да се завршат. Во законските измени сега. Значи е констатирано дека има можности за злоупотреби. Потребен е ефикасен механизам за да се заврши во покретот крок. Исто како и кај судењата каде што постои законска можност, почитувајќи и човековите права, знаеме дека дел од странките, да не именувам професија,
во корист на својата странка и изнаоѓа правни начини да одолговлечи постапка и слично, не велам дека е тоа во конкретната ситуација, меѓутоа факт е дека не се завршени, меѓутоа законски се работи. И јас апелирав и до комисиите. Го спомнавте и за дека имаме комисии за АКМИ системот, од тој извештај неиздржан од министерот за правда од комисијата. цело време да го... Тој извештај завршува, значи, од членовиве кои што деновиве, завршен. А како извлековте заклучок дека е неиздржан, кога прво веднаш излеговте со тврдење дека тука нема повреди на АКМИСот, па после беше тајна постапката, па мораше да се декласифицираат податоците, за на крај да кажете дека имате само еден информатичар. Значи, министерот класифициран беше, а во самиот извештај го имате и вие, конкретно нема ниту конкретен предмет, ниту конкретна аномалија за која што може да дискутираме. Има констатации за двоен АКМИС, за незаведени НАТО рачно поделени предмети во кривичен суд. Ама една бројка на предмет да имаше, ќе велиме дека има факти релевантни за докажување. Ќе видиме обвинителството што ќе каже. Комисијата која што ние по пат на жребка ја избравме, од некаде ми се чини април месец ја формиравме, значи многу интензивно работеше и до крајот на неделата треба завршниот извештај да го достави до судскиот совет. Значи не е така оди 1 сат, 1 час или 2 часа во посета на суд со камери па подготви извештај. Треба да има, за да пресудиме, треба да имаме конкретни Очигледно 1 час не е прекраток за ваква една дебата. За правници и суди. На крај, судија Димовска, а истото прашање и за вас, председател Караджовски, ќе има ли подобри денови за судството? Знаете што, јас по природа сум оптимист човек и секоја држава има проблеми. Никаде не треба да идеализираме, но треба да имаме волја да ги промениме работите. Значи, ние кажуваме дека имаме волја, но се уште некако видливи резултати нели нема. Се надевам, искрено се надевам дека ќе се поместиме бидејќи се покажа дека судството било многу значајна карика во целиот систем. Морам да кажам дека има суди, огромен број на суди кои работат вредно, посветено. Знаете што, секојдневно се легнуваат и се будат со проблемите на странките. Сигурно има суди кои не заслужуваат да бидат суди. Ние мораме да најдеме механизам да се ослободиме од тие суди. Кои се тие суди? Како би се ослободила, јас не знам. Веројатно ги знаете помеѓу себе. Помеѓу себе ние можеме само да нагаѓаме, знаете, затоа што многу е тешко вие да етикетирате некој. Јас можам да имам лична перцепција за некој, али тоа е моја лична перцепција, но сепак некој тело тоа мора да го направи. Нас очигледно е кога ни треба некое генерално проветрување. Нели, некој нов дух да се осети. Некои луѓе очигледно и треба да го напуштат судството. Вие рековте на Европскиот почеток, сега почнувате нова тема. Рековте, тогаш се срамам од некои колеги. И сега се срамам јас од некои колеги. Чувствувате ли вие? Но јас со многу колеги се гордеам. Да. Судија Караджовски одговорност дека не сте го направиле тоа доволно, дека сте потврлиле токму во тој дел, за да направите некаква разлика помеѓу добрите и лошите суди. Разлика, освен во оценувањето, контрола увид во работењето на сите и како движењето на предмети, бидејќи за одлуките одлучуваат повисоките судови. Доколку има такви прекршувања на закон, како што е за да се повика судија на одговорност, секако би реагирале. Меѓутоа зборуваме за помалку квалитетни што држат позиции, колешка да зборува, не дека е прекршиле закон или треба да се поведи постапка за нешто. И кои имаат проблем со интегритетот, можеби. Значи, како да го утврдиме тоа судии што имаат проблем со интегритетот? А тоа што го споменавте, затоа велам нова тема, генерално проветрување
Значи многу нализгав терен одите, јас реагирав. Не. Пак генерално проветрување, значи генерален рейд. Не, никако. Значи, знаете, јас тоа го замислам како тоа независно тело некој да направи. Да ги отвориме вратите, да ги отвориме предметите, да видиме што е сработено, како е сработено, ако некој судија е посочен, зошто тој неговото име да се блати. Треба да излезе судскиот совет да каже, чекајте, тој судија работи добро, затоа што и вие новинарите ја стварате перцепцијата за нас, затоа што вие правите анкети, не сакам да ве нападнам, ние имаме анкети од најчесто од луѓе кои што и не се корисници на нашите услуги, па прават и перцепција за судството. Сега се анкетираат луѓе кои што тие што не влегле во суд тие даваат мислење. Значи кога кажам генерално проветрување, сакам да кажам да влезе нов воздух во судството, да се види дали некој заслужува, дали некој не заслужува. Значи, декларација треба да преминеме на дело, не само ние, туку и другите власти, не само да се колниме. Него треба да работиме. Дека не влијаме, треба да работиме и да се бориме и да се избориме. Да, меѓутоа треба да се отворат и предметите, да се видат зошто за иста правна ситуација има различни одлуки. Граѓаните се бескрајно незадоволни. Многу пати сум рекол, точно 2008 сум судија, дома не ги чувам, сите се во архива. Слободно, вие веле, кој е независно тело Марсовци ќе донесеме, кој да го избере. Не можеме за апсолутна независност, кој е независно тело ќе види тоа, што ќе го избере собранието. Веројатно никакви објективни критериуми треба да има. И велам, сите предмети се во судовите кај што сум работел. Треба да видиме како се збогатиле некои суди, имотните листови на судиите. Вие не сте, ние сите имаме имотен лист. Апсолутно. Така, значи јас се залагам од плурализмот, уште како правник, да се донесе, сите власти го одбиваат. Закон за потекло на имотот. А не само функционерите да носат закон. Секој да го докаже од каде му е имотот. Меѓутоа ние на власт не се согласува таков закон да се донесе. Ви благодарам за вечерашното учество во емисијата. Навистина има многу отворени прашања. Се надевам ке има и други прилики. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам многу за вниманието со кое што не следевте. Се гледаме за 7 дена на истото место. Останете понатаму со програмата на 1 ТВ, не го менувајте каналот и видете што ви подготвил мојот колега Александар Чомовски, кој што има интересен гостин во продолжение на програмата.